кој начин македонското земе стигна до Индија, не? Благодарение на два способни гениалци. Тоа е Филип и Александар. Така. Филип и Александар, според мене, направија многу голема грешка. Тие ако тргнуваа на север, така, на север, денес ние немаше да бидиме тие што сме развиени, разделени. Тие луѓе отидоа со такви да станат богови. Александар се погласи за син на Зеус. Така, смокот или Арслан, лавот одел моќето кај мајка му на Александар и Александар воопште не бил син, според приказните, не бил син на Филип, туку тој бил син на Зеус, кој се претварал во смок и во ова и ја посветувал Олимпија. Така. Видите, зошто овие понецивилизираните така доаѓаат. Тука е прашањето многу сложено. Јас не знам што е цивилизација и што не е цивилизација. Ние навистина имаме една стара цивилизација, но кога ние таа цивилизација ја изгубивме, ни го скршија рбетот, така, ние останавме овчари, говедари, кои не сакаа по никаков начин да напуштат својата земја, останаа тука и се до 19 век си го зборуваа својот јазик. Тоа ни го вика Адам Мицкевич во своите предавања на француски јазик, издадени во 4 тома, и еден превод имаме тука од 4 тома во нашата библиотека славистичка, така, дека зборуваа на свој мајчин јазик. Така, потоа и Илјовски го продуцира, и јас во последната книга аналитички го изработувам онај дел. И Византија. Византија откако дојде, откако се раздели на два дела, така, римјаните, западните, католицизмот и православието, така, тие никогаш немале мира. Ако земите да читате универзитетски учебник, што го имам јас од руски во превод на грчки, се разбира од кој се користат, па таму ние имаме толку многу востања, и тие востања биле секогаш од древните македонци, од древните венети, од луѓето кои биле од втора или трета категорија. Така, што не си го научил ти новосоздадениот литературен јазик, не можеш да се истакнеш, да одеш. Значи, ние останавме сега овчари, и благодарение на тие овчари, така, до денес зачувани се нашата топонимија, а тоа значи имињата на местата, оронимија, имињата на планините, хидронимија, имињата на реките, морињата, потоците, така, нисонимија, имињата на островите, така, тоа благодарение на тоа што тие останаа неписмени, така, но ете се зачувало едно наше големо минато. Тоа е нашата митолошка империја, потоа империјата на теменидите, и се гордееме. Јас, како славист, никогаш не престанав да се гордеам со тоа што еден солонски дијалект, така, беше наметнат на сите словени, особено православието. Без да исклучувам и Хрватска, од и таа на времето се служише со глаголицата и кирилицата. Македонски јазик. Да, со македонскиот јазик. Да. Тоа е тоа, едното прашање. Второто, не знам дали сте доволни. Дали сте задоволни одговор? Второ прашање имам, што е со за ханзите, многу се пише во последно време,
дали има нешто од тоа и дали можеме да извлечеме нешто ако проучиме кај нив, нешто за нашиот јазик? Па видите, имаме ние една жртва. Јас ви ја реков, таа се однесваше на јазикот на хандлите. Во Атина отиде човекот на Конгресот 30-31 година да изложи дека пронашол многу македонски Радосен многу, не? Така, многу радосен, отиде во Атина и не се врати назад. Така. Сега имаме ние еден мој бивш студент и асистент, тоа е синот на Коле Чашуле, сега остана во Австралија, требаше да додам јас, Коневски него го предложи, така, тој се занимава, така, има многу приказни, разни, но тоа ништо не е чудно. Навистина македонци стигнале до Индија и Александар Македонски изгради 74 Александри, од кои само една Александрополис, во Грција е близо до турската граница, и една во Индија Буцефал, Вукефал, на конјот што го јавал и кој имал глава која личела на вол, на бивол. Да. Спомен до таму го однесол, до таму стигнал и таму псовал. И тој му изградил така. Има, значи, тие не се чудни работи. Тука ние ако одиш сега во последниот ќош на светот ќе најдеш македонски да се зборува. Еден пријател ми вика вака, одам пре мајка му вика во островите на шетање во како се вика тоа? Така, и ние се седавме си збораме, едно, два, тројца македонци, македонски. Иде овој келнерот, абе од кај сте вие? Од Македонија сме, вика. А ти од кај си? Па и јас сум од Македонија. Вика, тука паднав и направив ресторант, вика, и живеа. Да. Значи исто така, Александровите војници, така, останаа чувори на границите на голема Македонија, така, и се разбира со времето колку да речеш, тие биле луѓе во планините, далеко од цивилизацијата и зачувале македонски зборови. И сега пишуват докторска дисертација за нив, да видиме што ќе напише. Тоа е Чашуле, синот на писателот. Не. Синот на писанот, на писателот. Единиот е журналист, побелен со брада, а другиот е во Австралија и го води го води семинар. Уште прашање. Имав прилика пред неколку месеци во Скопје да слушам и имавте излагање на некои глосни зборови како што се одос, барбари. Дали може да ни објасните неколку такви зборови порекол за него? Па такви има 80% во старогрчкиот јазик, а јас би рекол 50% во современиот грчки јазик. Во современиот. Французинот кого го цитираше Васил, објаснува што е етнос. Етнос. Книже кое беше издадено на француски и тоа се разбира за аржани, така, грците го подплатили, бугарите веднаш го грабнеле, на нив исто така им конвенира, бидејќи Пирин планина е бугарска планина, кај што и навистина бугарска станала таа планина. Јазикот, јас се сеќавам овој што умре неодамна, затвор што беше, ајде, Венко Марков. не Венко Марковски, од Пиринска Македонија. Сократ, вика, на вашиот јазик, значи ние, Сократ е македонец од Пиринска Македонија, ние сме од Вардарска Македонија. Но Сократ има свој јазик, а ние говориме на
друг език, ваш език, вика. И навистина со бугарите ние имаме